Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното. Возлюбени браќи и сестри, денес, во втората недела по Пасха, нашата света православна црква го прославува споменот на жените мироносици, оние храбри, верни и посветени жени кои со својата љубов и непоколеблива вера го следеа нашиот Спасител Исус Христос, дури во најтешките моменти од неговиот земен живот. Оваа недела, наречена недела на мироносиците, е празник на верата, на љубовта, на храброста и на надежта што ги водела овие жени кон гробот на воскреснатиот Господ. Денес го прославуваме нивниот подвиг, црпејќи длабока духовна поука и од нивниот пример и од богатото црковно предание. Кои биле жените мироносици? Тоа биле Марија Магдалена, Марија мајката на Јаков, Саломија, Јоана и другите жени кои, иако живееле во време кога жените биле маргинализирани и често занемарени во општеството, со својата вера и преданост станале столбови на раната црква. Тие не само што го следеле Христос за време на неговото проповедање, туку останале верни и во моментите на неговото распнување. Кога многумина од апостолите преплашени се разбегале, како што вели рускиот епископ, светиот Игнатиј Бројанчанинов, гробот, тоа е нашето срце. Срцето беше храм, но стана гроб. Во него влегува Христос преку тајната на крштението, за да живее во нас и да действува преку нас. Жените мироносици со својата чиста и неизмерна љубов го отвориле своето срце за да го примат воскреснатиот Господ. Рано наутро, во првиот ден од неделата, тие со миро во рацете тргнале кон гробот за да го помажат телото на својот учител. Не се плашиле од римските војници, ниту од тешкиот камен што го затворил гробот, ниту од неизвестноста што ги чекала. Нив ги водела љубовта, онаа длабока саможртвена љубов што не познава страв и не се поколебува пред пречките. Романскиот патриарх Даниел во една од своите беседи нагласува: љубовта и храброста на мироносиците биле наградени со радоста да се сретнат со самиот воскреснат Христос. Тие биле удостоени да бидат првите што ја слушнале најрадосната вест во историјата на човештвото. Христос воскресна. Тие не само што ја примиле оваа вест, туку станале и првите благовестнички на воскресението, носејќи радоста на апостолите и на целиот свет. Бугарскиот епископ Партени Левкијски, говорејќи за овие свети жени, вели: не е точно дека жената е послаба. Кога жената е вдахновена од верата, таа станува херој. Ете, ние денес го празнуваме споменот на светите мироносици, жени кои се покажале побестрашни од мажите. Оваа храброст не била само физичка, туку и духовна, додека апостолите, освен светиот Јован Богослов, се криеле од страв. Жените мироносици заедно со Пресвета Богородица стоеле под крстот, плачејќи за својот Господ. Нивната вера била толку силна што, како што истакнува грчкиот архиепископ Елпидифор, тие не се колебале да го следат Христос, не заради надеж за награда, туку заради чистата љубов што ги исполнувала. Српскиот патриарх Порфирий во една од своите беседи ги нарекува жените мироносици апостоли на апостолите, бидејќи тие први ја објавиле веста за воскресението. Тој додава: нивната улога не е само историска, туку и вечна. Тие не учат дека верата не е во зборовите, туку во делата на љубовта и саможртвата. Оваа мисла е во согласност со зборовите на светиот Јован Златоуст, кој ги споредува мироносиците со учители на црквата, не поради нивното проповедање, туку поради нивната непоколеблива вера и храброст.
Тие, иако не биле гласни во зборовите, зборувале со своите дела и нивните дела одекнуваат низ вековите. Возлюбени, приказната за жените мироносици ни нуди длабоки духовни поуки. Прво, нивната вера не подсетува дека Бог често ги избира оние што светот ги смета за слаби, за да ги направи силни во Неговото име, како што вели и светиот апостол Павле, нема машки пол ни женски, зашто сите вие сте едно во Христа Исуса. Жените мироносици, иако биле жени во патриархално општество, станале пример за сите христијани, без разлика на пол, возраст или положба. Второ, нивната храброст не повикува да не се плашиме да го следиме Христос, дури и кога патот е трнлив и полн со искушенија. Тие не се запрашале дали нивниот подвиг ќе биде забележен или награден. Тие едноставно действувале од љубов. Трето, нивната љубов не учи дека вистинската вера се покажува преку делата на милосрдието, сочувство и саможртвата. Тие не носеле само миро за телото на Христос, туку и миро на своите души, вера, надеж и љубов. Денес, кога го празнуваме нивниот спомен, да се запрашаме дали и ние, како жените мироносици, носиме миро во нашите срца, дали сме подготвени да тргнеме кон гробот на нашите слабости, стравови и сомнежи, верувајќи дека таму ќе го сретнеме живиот Господ. Дали сме спремни да бидеме благовесници на воскресението во светот околу нас, носејќи радост и утеха на оние што страдаат? Живееме во време кога светот е полн со поделби, страв и безнадежност. Токму сега, примерот на мироносиците не повикува да бидеме светлина во темнината, да бидеме носители на Христовата љубов и надеж. Нека не вдахнуви изборот на светиот Григори Палама, кој вели дека жените мироносици со верата го виделе она што очите не можат да го видат. Тие не го виделе само празниот гроб, туку и воскреснатиот Христос, зашто нивните срца биле отворени за Божјата вистина. Ова е повик и за нас, да гледаме со очите на верата и да препознаваме Божјата присутност во нашите животи и да ја споделуваме таа радост со другите. Како што вели и светиот епископ Теофан Затвореник, жените мироносици не учат дека секој од нас, без разлика колку се чувствува недостоен, може да стане сад на Божјата благодат. Тие не биле ученички во формална смисла, не биле свештеници или проповедници, но нивните дела зборувале погласно од 1000 проповеди. Нивната едноставност, нивната смиреност и нивната посветеност се лекција за сите нас дека Бог не бара совршенство, туку искрено срце. Нека примерот на жените мироносици не вдахнови да живееме со вера која не се колеба, храброст која не попушта и љубов која никогаш не згаснува. Нека нивната посветеност не подсети дека и во најтемните моменти Христос е со нас и победувајќи ја смртта и давајќи ни вечен живот. Да се молиме на Бога преку застапништвото на светите мироносици, да ни даде сила да бидеме Негови сведоци во овој свет, да ја носиме Неговата светлина и да ја споделуваме радоста на воскресението со сите околу нас. Христос воскресна, браќа и сестри, навистина воскресна. Нека Неговото воскресение биде светлина во нашите животи, сила во нашите дела и утеха во нашите срца. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.